коракот до ВМРО, ДПМН, значи освен ова што кажав дека мора да тргнат во таа борба со расчистување на духовите од нашето поблиско минато, од демоните, со расчистување на демоните од нашето поблиско минато, ќе им кажам само ова. Ја имате и ќе имате мојата полна поддршка се додека се борите за вашиот народ, се додека го штитите македонскиот народ од се она што не успеа да го заштитат овиот реалното шоу наречено СДС. Не навлагаме, затоа не коментирам, не навлагам во тоа министерски места, директорски места, во тие математики, тргови, морало, требало, не требало, не морало да се даде ова. Само ќе ви кажам една работа, на тој Гаши, да му објасните многу убаво, господине Мицковски, да го седнете на фотелја и да му кажете, никогаш повеќе да не му падне на памет да седне во присуство на странски државјани, на официјален државен или државна делегација, состанок помеѓу две држави, па нека едната полудржава, како што е Косово или не знам што е веќе тоа тамо, да не му падне на крај на памет да седне, а зад него да не биде државното знаме на Република Македонија или сите други обележи што треба да бидат за да се кои веќе ја представуваат Македонија. Кажете му го ова многу отворено, многу конкретно, за да го свати, за да знае кај му е местото, затоа што он беше наместен таму, имаше луда среќа да биде наместен, да го добие тоа место, да дојде од партија со 2-3, не знам колку пратеници таму. И да не го злоупотребува. Еве зошто, господин Мицковски. Секоја нивна злоупотреба на тој табор, секоја нивна злоупотреба во корист на нивниот, нема да кажам ајде шовинизам, ирелентизам, ќе кажам ајде албански патриотизам, да не се почувствуваат навредено. Секоја ствар што ќе направат во корист на нивниот албански патриотизам и нивната агенда, ќе оди на штета прво на вас како партија, прво на македонскиот народ. Второ, на вас како партија. Или, во превод, господине Мицковски, со секоја таква провокација, таквите како Гаши ќе ти мочаат у супата и ќе ти го симнуваат рейтингот. Најискрено го кажувам, со најдобра волја да успеете во сите замисли што ги имате да извлечете Македонија од хаосот во кој што се најде. Значи, ќе му објасните на тој дечко и дека тоа што е избран за председател на собрание не значи дека ќе остане 4 години. Че постојат начини да му се каже дека може да не остане 4 години. Тегаме тука вие формално правно, како ти викаат тие закони, устави, ова што му следи, колку му следи да биде тоа така натаму. Дека е само дајте му до знање дека има начини да не го заврши својот мандат. Уште еднаш ќе ви кажам, ВМРО ДПМН Мицковски, слушајте го ритмот на Европа и не се плашете, не подлегнувајте лесно на притисоци. Европската Унија сега бе во Хрватска. Че не значи дека ако си во Европска Унија дека ти си автоматски милионер, дека сите тамо живеат добро. Има Хрвати на сопственото море не си биле со години. Како што овде имаме македонци, кои што се поредко пробуваат патлиџани, лубеници и така, замислете у Македонија. Значи нешто слично е. Но имаат голема предност ради географската положба и тоа прекрасно море и сите тие острови и туризмот кој што не знам колку милиарди годишно вадат само со туризам, што за нас е незамислива бројка.
Сакам да ви кажам, Мицковски ВМРО, слушајте го пулсот на Европа, на Европската Унија. Гледайте што се случува во Франција. Протежето на Лепен, Бардела, најверојатно ќе биде новиот премиер. Десните, националните, патриотските партии победуваат. Шведските демократи во Шведска земаат се поголем замав. Националисти десни, преку глава им е од мигранти, од све и од ова Европа, каква стана со нови вредности, така натаму. ЦДУ, ЦСУ, Германија. Слушајте го пулсот. Време е Европа, ако тргне на овој талас, ако засурфа, може би има шанси еден ден да се извади од хаосот што ја направи овие глобалистиве и неолибераливе, како да ги наречам. Така да, во иднина полека со давањето. Абе, вие сте царот ВМРО, сега сте вие царот. Не оди царот само да дава на сите. Може да ви бара секој, али нема да добие. Не ги заборавете овие работи, ви ги кажувам многу на време. Сами себе ќе си направите штета, а со тоа ќе направите штета што е поважно на македонскиот народ. Полека. Уште нема влада, ќе се формира влада, тргнете си полека во остварување на овие нешта кои што ги и ветувавте во програмата. Бидете безмилосни кон оние што ве газеа, кон оние што не газеа како народ. Бидете брутални. Да се биде опасен, господине Мицковски, ВМРО ДПМН е став на иднината пред нас. Не се плашете да бидете опасни, понекогаш брутални. Но, секогаш во корист исклучиво на сопствениот народ. Господине Мицковски, меѓу другото, треба да направите две клучни работи и ќе се обезбедите уште еден мандат. Да ги заштитите македонците, македонскиот народ пред налетите на балканските крокодили и сите оние околу кои што работат во корист или под сугестија на балканските крокодили, да ги нема македонците на Балкан. Да го затворат македонското прашање, но по нивна замисла. Тоа е едната работа што треба да ја направите. Втората се однесува на економијата и на оној пусто што го направи овие пред вас. Господине Мицковски, ние сме свесни дека секој од нас нема да може да вози Масерати, Ферари, Бентли, Порше, Примавера, ваква, наква. Секој нема да има, да може да има, нели, вила во или да може да летува на Порто Карас, или да има вила на Марбелја, или во Грција, или не знам каде. Но, направете и најсиромашниот во Македонија и најбогатиот да може да ја купуваат истата храна во истиот супермаркет. Да може да си ги дозволи и најсиромашниот да си ја дозволи истата храна од супермаркет што си ја дозволува и најбогатиот. Направете и оној најсиромашниот да може да ги купи истите патики што ги купува и најбогатиот. И сте направиле се. И сте обезбедиле владење уште 3-4 мандати. Тоа е одликата на добрата власт, заштита на својот народ, на своите интереси, на својата држава и обезбедување достоен живот за секој човек внатре. А секој нема да може да вози Масерати и Бентли. Знаеме, капитализмот е тоа. Секогаш ќе има. Многу богати секогаш ќе има. Посиромашни, но сите треба да јадат квалитетно и да се облечат кога ќе сакаат.
Славјанке, овие работи што сега им ги пренесов, си дадов дозвола да им ги пренесам на ВМРО и на господинот Мицковски. Се надевам дека не ме сватија претенциозно, па ќе кажам, не сум попаметен од нив ни ова, но ја го слушам на народот што го кажува, па само ви го пренесувам. Славјанке, а со овие работи што ги кажувам, вие нема да ги сватите ни 200.000 пати, да ви ги повторам у наредниве 200.000 години. Знаеш зашо, Славјанка? Затоа што ви од СДС ни курца не кужите. Джабе ви е избор на нов лидер, следните избори ќе имате 5 пратеници, тие после нив можете слободно да се само распуштите. Ајде здраво!